Од 8 до 8,5 денари откуп за килограм пченица. Вака денеска земјоделците ја поправаат информацијата на надлежното министерство по повод завршувањето на жетвата на пченицата и висината на откупната цена. Жетварите тврдат, реалната откупна цена ниту одалеку не ги покриваат се поголемите трошоци, а за екзистенција и нормален живот не може да се говори. Не е таман. Пченицата е не таман. Таа мака не се издржува. Превише трошкови големи, нафти качено, се живо. Тоа е малку 10 динара. Еден сакас, толку е тоа. Тоа ништо не е. Оптимална колку би требало? Оптимална, но овоа време испод 30 динара не смее да биде. Мелничарите се со своји пресметки. Врнежливиот јули значително го наруши квалитетот на пченичното зрно. Покрај сите проблеми што ги има ова година земјоделците, уште еден додатен проблем се јавија овие врнежи од дожд, додатно ја искомплицира состојбата, што значи покрај тоа што они имат проблем со самата жетва, проблем се јавува и у делот на квалитетот на пченицата, што значи глутенот и квалитетот е ослабен. Тоа е уште еден проблем и за нас како откупувачи, а нормално и за примерните производители. Токму нарушениот квалитет на левното жито, присутноста на премногу влага во зрното, може да услови наместо раст, пат на откупната цена. У принцип беше договорено 7, 7,5 и 8, ама бидејќи ние работиме долги години со истите комитенти, знаеме дека таа цена е многу ниска цена. Од друга страна, нас ни треба производ за да можеме да направиме и квалитет и конкурентна цена на српското брашно, која влегува на многу голема врата. Влегува, че ние сме соочени со тој проблем, ама сепак мора да направиме нешто да се собере ова реколта, колку можеме да направиме цена, за да можеме утре и таа цена да испочитуваме. Само Мак млин во Чешиново годинава е подготвен да откупи 5000 тони пченица, а за над 2000 веќе има склучено и договори. Во очекување на правишните бројки од годинашнава жетва, планот на надлежните е од овој дел на Македонија да се ожнеат околу 13.000 тони лебно жито.